Сега правилата што ги кажавме во претходните видеа за читање, да ги провериме практично и да вежбаме на текст. Еве, значи, овдека имаме еден акцент гравис, значи навален надесно, кој што не можев да покажам пример за таков акцент во претходното видео. Еве имаме circumflex, акут, потоа spiritus asper, превртена заприка, значи завртена надесно, и читаме како здив Х пред самогласката над која што стои здивот. Имаме spiritus lenis, правилна заприка над самогласката или над дифтонгот, во случајов дифтонг, а кога е дифтонг, значи рековме над вториот дел, и не читаме здив, значи читаме просто ace. Да кажеме дека иако постојат три видови на акцент, значи ленис, гравис, акут и circumflex, сепак во читањето школски не правиме разлика. Акцентираме, значи, тонски, со подкревање на висината на нашиот глас. Топлојон, кога е акцентиран дифтонг, значи акцентот се пишува на вториот дел, но меѓутоа акцентот го читаме на првиот дел на дифтонгот, значи не читаме плоион, туку плојон. Да пробаме. Пред да почнеме да читаме, да кажеме дека во текстов имаме знаци како овој лак тука и овие загради со агли, значи аглести загради, кои што се вметнати само во редакцијата на текстот и даваат информација за некои граматички елементи кои што ќе ги учиме подоцна. Сега за сега, значи, исто како да не постојат. Па читаме. Топлојонестин ен Bizantio. Гледаме тука, во Bizantio имаме една омега со јота субскриптум, значи подпишана долу. Тоа е, значи, еден лажен дифтонг, кој што првиот дел од дифтонгот е долго, е долга самогласка, омега, и поради тоа јотата не се чита и се пишува само долу како субскриптум и не ја читаме. Значи не читаме Bizantioi, туку Bizantio. Да внимаваме на акцентот. Не е Bizantio, не е Bizantio, туку Bizantio. Значи акцентирано е на вториот слог одназад, 1, 2 на и. Bizantio. Енде Bizantio, хо. Гледате, имаме спиритус. Не читаме о, туку хо. Хо хегестратус. Гледате, и на хегестратус имаме спиритус пред етата. Еве го, спиритус аспер, и затоа читаме х. Значи х, е, г, е, с, т, р, а, т, о, с. Хегестратус. И акцентот внимаваме. Не читаме хегестратус, нити хегестратос, туку хегестратус. Ho hegestratos bainei. Bainei. Акцентиран е дифтонгот ај, и затоа е напишано на акцентот е напишан на вториот дел од дифтонгот, но акцентот го читаме на првиот дел од дифтонгот, на алфата, на а. Значи читаме bainei. Не читаме bainei, туку bainei. Eistoplоion. Епејта ходзенотхемис. Епејта. Гледаме, епејта, акцентирано е епсилонот и бидејќи епејта започнува со самогласка, нормално треба да има и спиритус. Бидејќи не читаме хепејта, спиритусот значи е ленис, не е аспер, значи правилна запирка, и споради тоа не читаме здив х пред епејта, туку само епејта. Кога треба над
и над иста самогласка да се напише и спиритус и акцент, прво се пишува спиритусот, па десно од него, ако се работи за акот и за гравис, се пишува акцентот, а ако се работи за киркумфлекс, киркумфлексот се пишува над озгора над спиритусот. Бајнеј еисто плојон, значи епејта ходзенот хемис бајнеј еисто плојон. Телос де хо кибернетес, кај хој наутај, гледате, наутај, дифтонг ау, акцентиран, акцентот киркумфлекс е напишан над вториот дел од дифтонгот, ама го читаме на алфа, а, читаме наутај, а не наутај. Хој, нормално, бидејќи ој дифтонгот е напишан горе со спиритус аспер, спиритусот го читаме како х. Хој. Eis bainussin, eisто плојон, тоде плојон плей eis hion. Енде хио, хо, рапсодос. Треба да кажеме дека рото, кога зборот започнува со ро, секогаш се пишува над рото, над ро, спиритус аспер, но не се чита. Хо рапсодос eis bainei. Епејта де плей то плојон. Eis еубојан. Гледате, еубојан, започнува со дифтонгот еу, е и епсилон, хипсилон, и бидејќи акцентиран, акцентот акут е напишан на вториот дел од дифтонгот, и бидејќи започнува зборот со дифтонг, мора да има и спиритус, спиритусот еве го, ленис, исто така се пишува над вториот дел од дифтонгот, но меѓутоа спиритусот е ленис, не е аспер, и затоа не читаме, не му даваме вредност х, туку еубојан. Енде еубоја eis bainei ho dikaiополис, значи енде еубоја eis bainei ho dikaiополис. Точка. Телос де простас атхенас плей то плојон, кај простон пејраја. Значи, пејраја, внимаваме на акцентот. Акцентиран пејраја е акцентиран на првиот слог одназад. Не е пејраја, не е пејраја, туку пејраја. Не е пејраија, туку пејраја. Томен ун плојон плей, ходедзен отхемис простенген блепеј. Ун. Имаме дифтонг о, омикрон, хипсилон. Акцентирано е со киркумфлекс и бидејќи започнува зборчето со дифтонг, има и аспер и спиритус. Аспер, значи правилна запирка, и затоа не читаме х, туку ун. Ун. Ќе внимаваме на знакот ни, да не го мешаме со знакот за хипсилон. Нито го читаме н. А хипсилонот, кога не е во дифтонг, го читаме и, а кога е во дифтонг, во овој случај го читаме у. Ти хора ходзенотхемис, да го погледнеме зборчето хора, започнува со омикрон, значи бидејќи е омикрон е самогласка, мора да има спиритус. А бидејќи ова зборче се изговара со здив х напред, спиритусот е аспер. Гледате, запирка свртена на десно. Акцентот е на првиот слог одназад, и затоа е тука и напишан над алфата, киркумфлекс. Иако во читањето ние не правиме разлика меѓу киркумфлексот и акутот, и читаме тонски, ударен акцент. И имаме една јота субскриптум, која што е напишана долу и не ја читаме. Значи субскриптумот не го читаме. Хора. Ти хора ходзенотхемис, ходзенотхемис хора тенте акрополин, кај тон партхенона. Епејта де хоте дикајополис, кај хо кибернетес, гледате кибернетес, хипсилон не е во дифтонг и го читаме и. Ако сакаме по-правилно го читаме како и. Хо кибернетес, простенген блепусин. Ти хоросин хо дикајополис кај хо кибернетес,
kai ho Dikaiopolis, kai ho Kybernetes, tente Acropolin horosi kai ton Parthenoνα. Εξάιφνες, χότε Dikaiopolis, kai ho Kybernetes, ψόφων ακούουση.